Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Кога станува збор велепредавството, тоа всушност е поврзано на некого со некој друг. Значи, тоа е здружување на одредени лица или здруженија или организации или држави и така натаму против некого. Може да биде заговор и на неколку мина против некоја личност. Имаме ние во Светото писмо кога 40 мина направиле заговор да го убијат свети апостол Павле и рекле дека нема да јадат леп и да пијат вода додека не го убијат него. Тогаш црквата за заговор е најстрога. Имено кога луѓето ќе се здружат по таа основа за некого да ликвидираат, да линчуваат само заради некои нивни лични интереси или заради одмазда и така натаму, тоа е страшна работа. Државите, како што била Византија, заговорот го казнувале најстрого. И овде има секако заговор кога вие ќе видите дека луѓе кои се ортачат или заговараат заради некој интерес. Имате луѓе македонци и албанци, имате турци, имате власи, имате од сите националности кај нас, и кога злото треба да го направат, тие се обединуваат. Значи, не е нивната поделба по основа национална, не е нивното здружување по национална основа, не е нивното здружување по верска основа, нивното здружување по целта која ја имаат интересот, а во конкретниот случај интересот е на заговорувачите да се профитира. Значи, имате во одредени моменти заговор кој луѓето треба да оплячкаат некоја банка или нешто други, така натаму, и тие се здружуваат од сите националности во тој заговор, во тоа здружување се вклопуваат, вклучуваат и така натаму. Истото и овде е кога веќе некој кој нема веќе национално чувство, туку има свој самоличен интерес, и тој тогаш прави заговор со другиот, кој може би на религиозна основа, од каде што овој потекнува и оној што потекнува се непријатели, или по национална основа и така натаму, ама по прашањето на интересот се истомисленици. И овде, значи, веќе имаме ние за жал не само и заговор, туку имаме уцена. Значи, јас, ако ве имам вас во джепот, по разни основи, и можам да ве уценувам, тогаш ве принудувам вас, вие да со мене се ортачите, се здружувате, односно се заговор правиме, да учествуваме во она што сум го намислил јас да го направам злото. Сега, дали е тоа во прашање моите желби за да дојдам на власт, или во прашање материјално се збогатам, или да постанам лидер, или не знам што и така натаму. Значи, овие работи се страшни и опасни, и заговорот треба да биде осуден, и затоа црквата заговорот го смета како едно од најтешките гревови, но и државите како Византија што била луѓе и институции и здруженија што правеле заговор биле осудувани со најстроги казни. И на крај само конечно за дабл стандард, или двоен стандард на меѓународната заедница кон Македонија. Па, двојниот стандард што го направи меѓународна заедница и се уште го прави со остатокот од администрацијата на Трамп и така натаму, со луѓе што дојдоа од Европската Унија да ни кажуваат овдека дека да биде застапено правото и така натаму, а од друга страна ја отфрлија и ја заборавија пресудата, Хашката пресуда во врска со нашето прашање со Грција и така натаму.
Тие двојни стандарди и ваквиот однос на одделни луѓе и значајни личности, професори, така натаму, политичари, кои не водат грижа за последиците од нивните искази, од нивното однесување, така натаму, тоа ќе доведе во ситуација, ако навреме не се остранат таквите однесувања, ако не се почитува правото и законите државни, а се разбира во тој контекст и на црковните закони, дека ќе се создаде, како што рековме, една анархична состојба во државата, тоа веќе води кон страшни судири, пред се вербални судири, од вербалните судири, како што слушнавме во самиот парламент, затоа што некој му кажува на другиот брат парламентарец дека ова не може да го правиш, а тој оттаму му вика ќе те убијам. Знаете што значи тоа? Ако веќе закан имате вие јавно во парламентот за дека ќе те убијам, дека ме навреди, дека натаму, мора да престанат предизвикувањата со зборови какви што спомнавме и од страна на новинари, и од страна на професори и од страна на политичари, и да се симне работата на едно достоинствено ниво и да се решаваат прашањата онака како што доликува на цивилизирано општество и на луѓе кои се на некој начин се нарекуваат интелектуалци, а посебно жалостна е состојбата на еден голем дел од интелектуалците кои денеска за жал не придонесуваат да се реши проблемот, туку се еден вид сеирџи, гледајќи како уште повеќе се зголемува буната што се создава и судирите меѓу луѓето и така натаму, наместо да помогнат, тие одмогнуваат со нивното незаинтересирано гледање, вклучувајќи ги и врвните интелектуалци академиците. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија.